Добар ден, драги деца! Во контекст на темата која што ја почнавме на минатиот час за степени, продолжуваме денеска објаснувајќи што е тоа степен со показател цел број. На минатиот час работевме степен со показател природен број, денеска треба да се надоврземе и да видиме кои се тие степени кои што имаат показатели цели броеви. За таа цел, најпрвин, треба да се потсетиме кои броеви ги нарекувавме цели броеви. Броевите 1, 2, 3, 4 и така натаму, тие се природните броеви, -1, -2, -3, -4 и така натаму се нивните спротивни броеви и бројот 0, ако го земеме во предвид, тогаш го добиваме множеството на целите броеви. Множеството на целите броеви значи се состои од сите природни броеви, нивните спротивни броеви и бројот 0. Него го означуваме со буквата Z. Да разгледаме едно примерче. Например, имаме задача каде што x на четврта треба да се подели со x на петта. Имајќи ги во предвид правилата кои што ги работевме на минатиот час кога учевме за степен со показател природен број, кажавме дека при делење на степените кои што имаат иста основа, показателите треба да се одземаат. Па согласно тоа, значи, x на четврта делено со x на петта ќе ни биде x на 4 минус 5, значи одземаме и добиваме x на минус 1, затоа што 4 минус 5 ни дава минус 1. Истата оваа задача ќе ја решиме повторно, но без да го примениме тоа правило за одземање на показателите. Туку ќе ја решиме на овој начин. X на четврта делено x на петта ќе го запишеме во вид на дробка. Знаејќи дека x на четврта ни е x по x по x по x, а x на петта ни е кога множителот x ќе ни се појави вака 5 пати, па ќе ги скратиме сите овие x-ови овде, што се 4 x-ови од горе и 4 x-ови од долу, бидејќи горе сите ќе бидат скратени, место нив ќе имаме единица, а од долу ќе ни остане само едно x-че. Сега, истата задача, значи, ја решивме на два различни начини. Тоа добивме резултат x на минус прва. Тоа значи дека x на минус прва е исто што и 1 врз x. Да разгледаме уште едно примерче. X на четврта делено со x на шеста. Според правилото што се за операциите со степени, тоа би било x на 4 минус 6, тоа би било x на минус 2. Ај сега да го решиме истото ова, но без да ги употребуваме правилата за степените, значи со скратување. X на четврта делено со x на шеста, тоа ни е x на четврта врз x на шеста, горе ќе имаме x-от ќе ни се појави како множител 4 пати, а долу x-от ќе се појави како множител 6 пати. Што значи дека 4 x-ови од горе ќе се скратат со 4 од долу и горе, бидејќи сите ќе бидат скратени, ќе ни остане само бројот 1, а долу ќе ни остане x по x, а тоа ќе ни биде x на втора. Што значи дека x на минус 2 е исто што и 1 врз x на втора. Па ова на некој начин ни го дава правилото како ние од степен кој што има за показател негативен број да преминеме во степен чиј што показател е позитивен број. Значи x на минус n ќе биде исто што и 1 врз x на n. Еве да погледнеме повторно, x на минус прва е 1 врз x, тоа е исто како 1 врз x на прва, а x на минус втора е 1 врз x на втора, па од тука произлегува и ова генерализација на правилото. Но ни преостана уште бројот 0. Што правиме доколку степенот има показател 0? Еве, x на нулти степен. Во тој случај запишуваме дека тоа е 1. Значи, секогаш било кој број на нулти степен ни дава вредност 1. Сега ќе ги разгледаме повторно правилата за операциите со степени со показател цел број, за да се увериме дали навистина тие важат и кај ваквите степени, а не само кај оние со природни броеви.
Па еве го правилото за множење на степени со иста основа, значи требаше основата да се препише, а показателите да се соберат. Значи тоа ни е при множење на степени со иста основа, показателите се собираат. Значи истото ова правило може да си го примениме и овде. X на минус 2 помножено со x на минус 3 ќе ни биде x и сега показателите ги собираме. Минус 2 и плюс минус 3. Така ќе добиеме дека ова е x на минус 5. Значи го применуваме потполно истото правило и истите чекори во решавањето. Ајде сега да разгледаме за делењето. X на n делено со x на m. Тоа беше x на n минус m. Требаше да се одземаат показателите. Ајде да го примениме тоа на примерче во кое што степените имаат показатели негативни броеви. X на минус 3 делено со x на минус 2. Значи треба x-от се препишува основата и сега показателите да се одземаат. Значи минус 3 минус минус 2. Согласно правилата како се оперира со негативните броеви, ова ќе биде x на минус 3 плюс 2 и ова ќе биде x на минус 1. И уште едно примерче ќе разгледаме, кај што имаме степенување на степени, но при тоа имаме некој од степените е негативен број. X на минус 6 па на 2, согласно правилото, треба да се множат показателите, значи минус 6 по 2, па ќе биде x на минус 12. Забележуваме дека, без разлика што степените имаат показатели негативни броеви, повторно си важат истите правила кои што ги изучивме и на часот кога учевме за степени, чии што показатели се природни броеви. Значи правилата си остануваат исти, само се реализираат правилно аритметичките операции. Ви благодарам за вашето внимание.